Приуесите за хонорарите создаваат голем проблем кај оние работници кои се принудени да работат за хонорар, а не за плата. Меѓу другото, им се загрозува правото на здравствено осигурување, а со тоа и правото на здравје што го имаат. Принудени се на голем број процедури кои мора да ги направат, во кои процедури во најголем број случаи ќе завршат со губење на нивното право на здравствено осигурување. Од институциите добивме одговори на нашите барања за информации од јавен карактер за доста непознатици поврзани со овие процедури и некои од тие работи кои ги дознавме од институциите се едноставно фрапантни. Дојде април, во февруари и во март месец го менуваше законот за хонорарите, нека конечно не си игра со законите и нека конечно во април месец ги повлечи законските измени со кои се донесуваат придоајци за хонорарите, наместо секој месец да прави се нови и нови измени во законите. Еден од големите проблеми кои им се наметнуваат на хонорарните работници е губењето на правото на здравствена заштита. Добивме пример кој кажува дека оние што се пријавени преку брачниот другар, тогаш тие ако добијат хонорар, го губат тоа право преку брачен другар и кога ќе им заврши хонорарот, морат одново да се пријават преку брачен другар. Ако добијат повторно хонорар, пак го губат тоа право. Во оваа игра со процедурите, најчест резултат на сето тоа ќе биде фирмата кај што е вработена сопругот или сопругата, ќе престане да делува и на крајот ќе остане хонорарецот без здравствено осигурување. Има и други аспекти кои се доста проблематични од гледна точка на правото на добивање на здравствена заштита и особено сакаме да нагласиме дека владата околу владината пропаганда дека со плаќањето придоајци за хонорарите се решава проблемот на немање здравствено осигурување за невработените лица. Дека тоа се работи за половично решение на проблем кој самата влада го креира. Во 2011 година владата го укина правото на секое невработено лице да добива здравствено осигурување поради тоа што е невработено лице и со тоа деградира една од најглавните функции на Македонија како социјална држава според Уставот на Република Македонија. И во 2011 година ги остави невработените лица, вклучително и лицата кои хонорарно се ангажирани, без здравствено осигурување. На овој начин таа решава проблем кој самата го креира, решава проблем кој е сврзан со доста бирократски процедури и е на штета на граѓаните. И најчесто тие лица ќе останат без здравствено осигурување поради големиот број на процедури кои се во игра.